за денешните настани. Орбан му предложил план на Мицкоски како да се реши спорот со Бугарија и се понудил Унгарија како претседавач на Европската Унија да посредува во разговорите. Меѓународна научна конференција во Охрид по повод Светскиот ден на туризмот. Шеснаесетта поред хуманитарна акција за посреќно детство утре на градскиот плоштад и на Кеј Македонија. Ураганот Хелен направил хаос во Флорида и Џорџија. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме сончево и многу топло време со дневна температура која што е над повеќе годишниот просек за овој период од годината и изнесуваше 25 степени Целзиусови. Во сабота во северните и централните делови на Европа, како и во северните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, кои што локално ќе бидат проследени со пообилни врнежи. Во останатите предели од Европа ќе превладува стабилно време со сончеви периоди. Во источните и југоисточните предели се очекуваат температури кои што се над повеќе годишниот просек, а во останатите предели се очекуваат невообичаено ниски температури за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Ќе биде посвежо со пад на температурите. Во јужните и источните предели ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 30 степени. Во Македонија во сабота по свежото утро и утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 8 до 17 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време. Ќе дува до умерен западен и југозападен ветер кој што во западните делови на државава ќе достигне брзина и до 30 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 21 до 32 степени. УВ индексот ќе има вредност 5. Во Охрид во сабота по свежото утро во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степени. Во недела во Охрид ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо со пад на дневната температура. Минималната на 11 степени, а максималната на 17. Во понеделник и вторник по студеното утро во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време. Минималната температура од 8, односно 4 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 16, односно до 20 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Кошаркарска школа за деца ProBasket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior, заедно за правилен раст и развој на децата. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Унгарскиот премиер Виктор Орбан денеска од Охрид го искоментира како историска грешка тоа што земјава се уште не ги започнала преговорите. А таа грешка според него е двојно поголема со одделувањето на Албанија на патот кон Европската унија. Орбан му представил на Мицкоски предлог за изнаоѓање на решение со Бугарија и се понудил Унгарија како земја председава со Европската унија да посредува во разговорите. Унгарскиот премиер Виктор Орбан денеска од Охрид во рамки на дводневната посета на земјава кажа дека е историска грешка што се уште не се започнати преговорите на Европската унија со Северна Македонија, а згора на тоа на евроинтеграцијскиот пат ја издвоиле Албанија. Орбан на заедничката пресконференција со премиерот Христијан Мицкоски по одржаната меѓувладина седница рече дека има план со кој ќе се одблокира европскиот пат на земјава, односно како да се реши спорот меѓу Македонија и Бугарија. Следната станица за Северна Македонија да го продолжи европскиот пат е да се постигне спогодба со Бугарија. Јас за тоа имам еден предлог и тоа му го пренесов на премиерот. Исто така предложив како земја председавач со Европската унија да бидеме посредник во овој процес. Дали страните ќе ја прифатат Унгарија како посредник е нивна работа. Сакаме да посредуваме да се најде решение што им одговара и на двете страни. Тешко е да се разбере за една нација постојано да ја залажуваат со започнувањето на преговорите. Сакам да нагласам, националната гордост е најважна за една држава, а ова што се случува со Македонија е повредување на националната гордост и тоа постојано се случува во изминативе 10 години. Вие требаше веќе да сте членка на Европската унија. Според мене е голема грешка што вие се уште не сте во Европската унија, а таа грешка е сега уште поголема со раздвојување од друга држава која забрзано ја форсираат. До крајот на оваа година мора да започнете преговори со Европската унија.
Премиерот Мицкоски пак на прашањето за следните чекори на владата во однос на евроинтеграцијскиот процес по одвојувањето на Албанија рече дека не смееме да губиме надеж. Ние не смееме да губиме надеж и не смееме да се разочаруваме, иако многу пати се разочаравме во овие децении. Јас жалам што тоа се случува и жалам што ние повторно мораме да бидеме жртва на билатерализација, а не на исполнување на Копенхагенски критериуми. Но ние ќе продолжиме да работиме напорно, ќе продолжиме да ги решаваме проблемите дома, кои што морам да признам се напластени се многу, кои што се наше наследство од претходната влада. Добро е што имаме пријатели во рамките на Европската унија, добро е што тие пријатели сакаат да го шират нашиот глас во рамките на Европската унија. Еден од тие големи пријатели и поддржувачи е премиерот Виктор Орбан. Се надевам дека и ние ќе можеме еден ден да бидеме дел од тоа семејство и на таа маса. Жалам што поради оваа одлука само две страни беа задоволни, а тоа е без исклучок политичарите кај нашиот источен сосед и опозицијата кај нас дома. Орбан кажа дека и во наредниот период ќе продолжи економската соработка со земјава, а многу било важно за Унгарија што во Македонија има стабилна влада која ќе го запре мигрантскиот бран на јужната граница. Прашан дали кредитот од 500 милиони евра кој ќе го земе државава од Унгарија се пари од Кина, Орбан рече дека тоа не е точно. Додаде дека Унгарија располага со своји финансиски средства кои може да ги вложува во Македонија и македонската влада е таа која треба да каже каде е потребна таа помош. Мицкоски му се заблагодари на Орбан за поддршката и пријателството, оценувајќи дека посетата ќе придонесе за уште посилно партнерство во иднина. Денес имавме конструктивна тета-тет средба на која разговаравме за широк спектар на теми од билатерално и регионално значење. Споделуваме заедничка визија за регионалната стабилност и економскиот просперитет, а денешните разговори беа фокусирани на конкретни проекти кои ќе го поттикнат развојот на нашите општини и бизнеси. Покрај тоа дискутиравме за стратешки проекти како Север-Југ, транспортниот и енергетскиот коридор, кој што го поврзува Балканот со Унгарија, кој е од огромно значење за енергетската сигурност и економскиот раст на целиот регион. А нашата соработка со Унгарија ќе биде клучна за успешна имплементација на овие иницијативи. Помеѓу владината седница на маргините на посетата, Орбан и членовите на делегацијата посетија културно-историски знаменитости во Охрид, како црквата Богородица Перивлепта, античкиот театар и манастирскиот комплекс Свети Наум, а премиерите на двете земји положија цвеќе пред споменикот на Свети Кирил и Методи на градското пристаниште. Со голема меѓународна конференција, Охрид го одбележа Светскиот ден на туризмот. Годинава мотото е туризам и мир, за да се истакне значењето и поврзаноста на туризмот и мирот. Од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот најавуваат дека ќе се работи на привлекување на туристи од нови пазари, но и воведување на нови авиолинии. Под мотото Туризам и мир денес се одбележува 27 септември, Светскиот ден на туризмот. Во Охрид по тој повод на Факултетот за туризам и угостителство се одржува меѓународна научна конференција на услужниот сектор. Целта на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот во земјава е создавање на конкурентна туристичка дестинација. Светот размислува за длабока поврзаност помеѓу туризмот и мирот. Македонија се надополнува со темата во контекст на одржливиот туризам, кој може да ги трансформира заедниците преку создавање работни места, поттикнување на вклученоста и зајакнување на локалните економии. Со зачувувањето на културното наследство и природното наследство, исто така може да се намалат тензиите и да се сочува соработка и мирен развој и со соседните земји. Новата директорка на агенцијата, Билјана Стефановска, вели земјава во последниве години бележи позитивен тренд на туристички промет, но тоа не значи и развој. Потребна е стратегија за развој на одржлив туризам, во која основа ќе биде заштитата на животната средина. Земјата ќе мора да инвестира
и посветено да работи за да се етаблира како бренд идентитет дестинација, што е од круцијално значење, но и основа за туристичка промоција. Светскиот ден на туризмот е воспоставен со цел подигање на свеста и важноста на туризмот и неговите општествени, културни, политички и економски вредности. Во таа насока и иднината на македонскиот туризам е во развој на културниот, транзитниот, руралниот, екотуризмот, како и промоција на одржливото и одговорно патување и заштита на животната средина и културното наследство. Од Агенцијата за промоција на туризмот најавуваат дека ќе се работи на привлекување на туристи од нови пазари, но и воведување на нови авиолинии. И треба да се фокусираме на отворање на нови пазари, фокусирање на нови цели како гости. Исто така летовите се од големо значење. Знаеме дека имаме податоци на намален бројот на летовите со визер. Прво на што треба да работиме е национална стратегија, но сепак таа стратегија мора да биде во склоп на големата стратегија што треба да ја креира владата заедно со министерствата и туристичката стратегија да биде во склоп на таа стратегија. Македонија изобилува со туристички локалитети и атракции. Според Стефановска, треба заселено да се работи на промоција на древното културно, историско и природно наследство за привлекување на што повеќе туристи. Утре на градскиот плоштад и на Кеј Македонија ќе биде разиграно во духот на хуманоста и здравите животни навики на 16-та поред хуманитарна акција за посрекно детство. Црвен крст Охрид и стоматолошки центар Батковски и годинава на задоволство на најмладите охриѓанчина подготвија ни за забавни содржини, подароци, награди и изненадувања. Прибраните средства од акцијата се наменети за деца од социјално загрозени семејства од Охрид и Дебрца. На задоволство на најмладите охриѓанчиња утре ќе се одржи традиционалната хуманитарна и спортско-рекреативна акција за посреќно детство во организација на Црвен крст Охрид во соработка со стоматолошки центар доктор Батковски. Настанот ќе започне со главна трка на младите, чиј старт ќе биде во 11 часот од Кеј Македонија пред Хотел Палас па до Центарот за култура, а потоа на плоштад ќе продолжат низа спортски и забавни содржини. Ке има повеќе, ракомет, фудбал, јаже, хула-хоп, пикадо и така натаму. Ке можат да се вклучат сите со купување на учеснички број кој чини 40 денари и со кој ке можат нашите најмлади дечиња да се остварат и право на подарок од нашиот спонзор стоматолошки центар доктор Батковски. Сакам да нагласам дека собраните средства од овие учеснички броеви ќе бидат наменети за повторно за најмалите, за дечињата од социјално загрозени семејства во нашите општини Охрид и Дебрца. Традиционалниот партнер на акцијата за посреќно детство стоматолошкиот центар доктор Батковски и оваа година со своите стручни тимови ќе дели бесплатни совети и препораки за правилна грижа и заштита на здравието на устата и забите кај децата и возрастните. Подготвивме и многу изненадувања за дечињата за да им создадеме убави и весели спомени, вели стоматологот доктор Котевска. Со тимовите на нашата ординација, стоматолошки центар доктор Батковски, ќе бидат задолжени за многу содржини од здравствено-едукативен карактер, подпомогнати од нашите спонзори Курапрокс, Мустела, Хемофарм и Реплек. Ќе има многу изненадувања, многу забава, подароци и за дечињата нивните омилени ликови Стела и Сани. Продажбата на учесничките талончиња по цена од символични 50 денари е во тек преку волонтерите на Црвен крст на повеќе пунктови низ градот, а ќе бидат достапни утре на самиот настан. Секој кој ќе купи учеснички број станува потенцијален добитник во големата наградна игра со преку 20 вредни награди, меѓу кои 4-дневен престој во Суботица, 3-дневен престој во Ужице, викенд во Крушево, компјутерска галантерија и многу други. Извлекувањето на наградите ќе биде во живо, а датумот дополнително ќе биде објавен. Јавното предпријатие Охридски комуналец ќе започне со реализација на календар за подигање на отпад од кантите за селекција. Во соработка со општина Охрид, почнувајќи од 29 септември, недела, јавното предпријатие Охридски комуналец ќе започне со реализација на проект за примарна селекција на комунален отпад од домаќинствата, хартија, картон, пластика и лименки.
Определени се 5 улици: Марко Несторовски, Васил Главинов, Крстен Мисирков, Пито Гули и Ѓорче Петров, на кои им се доделени канти за селекција на отпад. Граѓаните од наведените улици треба да ја почитуваат динамиката од календарот, посочуваат од предпријатието. Селекцијата и рециклирањето на отпадот се најдобар начин да се намали отпадот на депониите и да се зачува животната средина со неговата реупотреба, велат од Охридски комуналец. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Ураганот Хелен направи хаос во Флорида и Џорџија. Досега се пријавени 3 смртни случаи. Силните ветрови предизвикале соборување на столбовите за комунални услуги, оставајќи повеќе од 1,5 милиони луѓе без струја, поради што службите за итни случаи во некои области не можеле да одговорат на повиците. Покачувањето на нивото на водата на места би можело да достигне 6 метри, колку што е висината на двокатна зграда, пренесуваат медиумите. Шерифот на округот Тейлор на Флорида, на лицата кои не сакале да се евакуираат од ниските области кои се во близината на брегот, им порачал дека доколку не ги напуштат своите домови, да си го напишат името и социјалниот број со црн маркер, како би можеле да ги идентификуваат, пренесува NBC News. Не сакам ова да им го кажувам на луѓето, но тоа ќе се случи. Се уште можете некако да се сокриете од ветрот, но не и од водата. Тука живеам цел живот и никогаш досега не сум бил олку загрижен, рекол шерифот. Најмалку 46 лица, од кои 37 деца и 7 жени, се удавиле во реките и езерата за време на хиндуистичкиот религиозен фестивал во Источна Индија. Во последните 24 часа, смртните случаи биле потврдени во 15 области. Официјален представник за управување со катастрофи изјавил дека тие загинале додека ритуално се капеле во реките и езерата кои биле надојдени од неодамнешните поплави. Тридневниот фестивал Јивит Путрика секоја година ја слави благосостојбата на децата. Властите предупредиле дека многу луѓе го игнорираат зголемувањето на нивото на реките и дека постои страв бројот на жртви да се зголеми. Во слечиште во илегален рудник за злато во индонезиската провинција Западна Суматра загинале најмалку 15 лица. Тројца се повредени, а 7 се водат за исчезнати. Спасувачките екипи се на терен и се обидуваат да ги пронајдат 7 лица затрупани по лизгањето на земјиштето предизвикано од обилните дождови, изјавил директорот на службата за вонредни состојби. Во моментот на уривањето, во рудникот имало 25 лица, тоа биле жители кои нелегално, рачно копале барајќи злато, изјави индонезиски функционер. Лансирана линија часовници со името и потписот на Трамп. Заедно со часовникот, клиентот ќе добие и персонализирано писмо од Трамп. Цените се движат од $500 до $100,000. Трамп часовниците не се дизајнирани, произведени, дистрибуирани или продавани од фирмите на Трамп или која било од неговите филијали или директори. Компанијата Најдобри часовници на земјата го користи името на Трамп според платен договор за лиценца, што може да биде раскинат или отповикан во согласност со неговите услови. Часовниците на Трамп се наменети како колекционерски предмети за индивидуално уживање, а не за инвестициски цели и немаат никаква врска со политичката кампања, било наведено во предупредувањето на докупувачите на страницата на фирмата. Лансирањето на линијата часовници доаѓа само неколку дена од како монетите на Трамп беа пуштени во продажба, на кој е прикажан ликот на Трамп и слика на Белата куќа со надпис In God We Trust. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.